Беше тоа на 26. јуни 1941 кога во околината на Разлог Никола Парапунов ја формирал првата партизанска чета на територијата на Бугарија. Пиринска Македонија, како дел од царството Бугарија, најрано ќе го крене својот глас за ослободување и обединување со останатите делови на Македонија. Во Пиринска Македонија ќе се одигра и првата вооружена борба против бугарската војска и воопшто првата вооружена битка против фашистичките окупацијски војски на Балканот. Беше тоа на 26. јуни 1945 кога во Сан Франциско, Соединетите Американски држави, представници на 50 земји потпишаа повелба за основање на Организацијата на Обединетите нации. Повелбата стапи во сила на 24. октомври 1945. Овој ден денес се одбележува како Ден на Обединетите нации. Беше тоа на 26. јуни 1992 кога во Скопје е формирана Македонската фармацевтска комора со цел да ја организира и унапредува фармацијата како неделив елемент од здравството. Беше тоа на 26. јуни 2000 година кога меѓународен тим научници го објави епохалното откритие мапата на човечките гени, оценувајќи го овој настан како историска точка во 100.000 годишното постоење на човештвото. На 26. јуни 1936 година во Струмица е роден Коста Пеев, дипломиран на Филозофскиот факултет во Скопје, а својата научна дејност ја почнал во 1963 кога е избран за асистент во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, во одделението за диалектологија. Во 80-тите години тој зема учество во меѓународен проект за создавање Сесловенски лингвистички атлас, а потоа и на Карпатски диалектолошки атлас и Европски лингвистички атлас. Како редовен професор по предметот диалектологија на македонскиот јазик на Филолошкиот факултет, во 2 мандата е шеф на катедрата за македонски јазик. Автор е на 60 лингвистички статии на диалектолошки речник. Својот обемен архив од скапоцени етнолошки и лингвистички материјали го подарил на Институтот за етнологија и антропологија. Професорот Коста Пеев е носител на наградите Гоце Делчев, Државната награда за образование Свети Климент Охридски, како и високото државно признание Медал на заслуги за Македонија. На 26. јуни 1945 загина Чеде Филиповски Даме. Од зидарски работник тој станал командант на дивизија, од член на партиска келија во 1941 во селото Никифорово, станал член на президиумот на АСНОМ, највисокото представничко тело во Македонија. Загинувањето на Даме се уште не е разјаснето, дали тоа било со обраќај на несреќа или пак ликвидација на херојот. За заслугите во Народно-ослободителната војна на Македонија од 1945 Чеде уште за време на својот живот со одлука на председателот на АВНОј на 6 декември 1944 бил одликуван со орден на партизанска ѕвезда со сребрен венец од втор ред. На 1 август 1949 постхумно бил прогласен за народен херој на Југославија, носител на партизанска споменица 1941 и на партизанска ѕвезда и други одликувања. На 26. јуни 1961 во Скопје почина Илија Димовски, познат како Гоче, роден во селото Статица, Костурско во 1908. Македонски национален деец од егејскиот дел на Македонија, борец за националните права на македонците во Грција, учесник во ВМРО поради што е прогонуван и интерниран. Командант е на партизански одред и комесар на Леринско-Костурскиот македонски батальон во составот на ЕЛАС. Командант е и на првата егејска ударна бригада и командант на батальон на ДАГ. Носител е на партизанска споменица од 1941.
Na 25. jun 1994. godina počinal A.D.N. Dollard, holandski pisatelj na makedonska tematika koji često je posjetuval Makedonija. Potiknat od Ohrid i obavинite na Ohridskoto jezero, той го напишал роман од свадбата на седумте цигани, кој за прв пат бил објавен во 1939, а потоа доживеал многу изданија. А.Д.Н. Долард во Македонија нашол инспирација и за други книги. Дивјаците на Европа, 1932, Патопис, За слобода и смрт, 1933, 4 месеци кај комитите, 1934, Ориент Експрес, 1934 и Заедно и два пати сам, 1976. 26. јуни е меѓународен ден за поддршка на жртвите на тортура. 26. јуни е светски ден на борба против дрогата.